Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма Глас на надежда. Секој ден, од понеделник до петок, во 8 часот и 30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравието, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро. Средечен поздрав од студиото на Радио Глас на надежда, адвентистичко радио кој се имитува ова програма секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Се радувам што ќе можеме денеска да се дружиме. Денеска е 29 декември 2021 година. Уште 2 дена неделат од крајот на ова година, односно од почетокот на новата 2022 година. Што се однесува до изгревањето на сонцето, денеска тоа се случи во 6 часот и 58 минути, а ќе зајде во 16 часот и 11 минути. Очигледно влеговме веќе во зима, почитувани гледачи, така да пред нас се зимски денови, но се уште тие денови се топли, иако календарски сме во зима, но како што гласи денешнава утринска прогноза, ќе имаме значително облачно со повремени локални врнежи од дожд, само на повисоките планини со снег. Попладне поодделни котлини ќе има појава на малку магла. Кон крајот на денот ќе почне да дува умерен до засилен ветер, особено вдолж поврдарието. Иако, реков, влеговме веќе во зимата, но температурите се есенски. Еве ќе ги спомнам. Барем овде во нашите региони, значи во Македонија, утрово имавме од -1, во Полошкиот регион до 4, во Скопскиот од 4 ќе имаме до 8, во Комановскиот од 1 до 8, но во јужните делови од 8 до 13, во Теквишијата од 5 до 9 степени. Интересно, прогнозата за следниве 3 дена е многу оптимистичка и позитивна. Еве ќе спомнам само дека за време на новогодишните празници, значи за 1 јануари, ќе имаме температура утринската од 2 до 7, а дневната од 10 до 18 степени во некои региони на нашата земја. Интересно, пролетни температури ќе имаме. На 2 јануари исто така ќе имаме позитивни температури, дневните ќе се движат од 7 до 16 степени. Ќе видиме дали ќе биде така, но секако прогнозата е позитивна и така да можеме тие празнични денови да ги искористиме во прошетка, во природа и така натаму. Значи пред нас е релативно топли денови, иако прогнозата вели дека на планините ќе има можеби и снег, но еве денеска остамна облачно во Кавадарци, не е така студено, можеби и ќе врне во текот на денот, како што гласи самата прогноза. Пред да поминеме на нашата програма, почитувани гледачи, и на почетокот ќе упатиме една кратка молитва на Господа. Драги Боже, од срце ти благодариме што ни го подаруваш и овој нов ден и те молиме да не водиш и чуваш според твојата милост. Тоа те молиме во Христово име. Амин. Овутро сакам, почитувани пријатели, драги гледачи, да место афоризми, односно бисери на мудроста, да прочитам едно кратко размислување. Што ако Бог не може да најде време да не благослови денес, бидејќи не можевме да најдеме време да му се заблагодариме вчера? Дали кога станавме утрово се заблагодаривме на Бога што ноќта поминавме под негова заштита и контрола и се разбудивме на нов живот? Мислам дека не треба никој што да го забораваме. Една кратка молитва со неколку мисли или зборови. Убаво е да секој утро му благодариме на Господа или на крајот од денот што тој ден помина под Божје водство. Што ако Бог престане да не води утре, бидејќи него следиме денес?
Што ако не видовме друго цвеќе да процвета, бидејќи мрморевме што Бог праќа дожд? Понекогаш навистина дождот е непријатен, но и тој е потребен, бидејќи земјоделците сакаат дожд, да се нивите натопат, односно оно што е посејано да никне. Бог води сметка за секого од нас. Меѓутоа, секако понекогаш ние сме незадоволни, како овде што и овој текст вели. Што ако не видовме друго цвеќе, бидејќи не го препознавме во минатото? Што ако Бог ја одземе Библијата утре, бидејќи не ја читавме денес? Што ако Бог ја одземе неговата порака, бидејќи не успеавме да го послушаме носителот на пораката? Што ако Бог не го испратеше неговиот возлюбен син да не спаси, бидејќи не ја прифативме неговата љубов? Што ако вратата на црквата беше затворена, бидејќи не ја отворивме вратата на нашето срце? Значи, убаво е, како што вели таму во Откровение 3 глава, да го отвориме срцето наше, односно вратата. Бог Исус чука на вратата од нашето срце и тој сака да ја ние отвориме доброволно. Исус никогаш не влегува со сила во нас, во нашите срце и мисли. Што ако Бог престане да не сака и да се грижи за нас, бидејќи не успеавме да ги сакаме другите и да се грижиме за нив? Што ако Бог не сака да не слушне денес, бидејќи ние не го слушавме вчера? Што ако Бог одговара на нашите молитви онака како што ние одговараме на неговите повици? Што ако Бог одговори на нашите потреби онака како што ние му ги даваме нашите животи? Ете, тоа беа неколку убави мисли на прашањето што ако? Што ако? Навистина да ги отвориме нашите мисли, нашите срца за Господа, а Бог ќе не благослови толку колку што ние понекогаш не сме ниту свесни. Денеска рековме 29 декември, среда, нашата утринска порака се наоѓа во Евреите 12 глава, првиот стих. Трка за вечниот живот. Затоа и ние, имајќи околу себе толкав облак сведоци, да ги положиме настрана секое бреме и гревот кој не сплеткува лесно и да трчиме со трпение на трката што ни е поставена пред нас. Во посланието до евреите укажано е на искреноста и на апсолутната сосредоточеност кон целта која мора да биде карактеристична за христијанската трка, чија што награда е вечен живот. Злобта, пакоста, злонамерноста, клеветењето, похота, тоа се бремиња што христијанинот мора да ги отфрли ако сака успешно да учествува во трката за бесмртноста. Секоја навика и обичај што водат во грев и му нанесуваат срам на Христа мора да се отфрлат без оглед на жртвата. Небесен благослов не може да добие никој што ги престапува верните начела. Еден грев, ако се негова и оправдува, доволен да го унижи карактерот и да заведе други. Ако твојата рака те наведува, рекол Спасителот, отсечи ја. Подобро е да влезеш без рака во животот, отколку со двете раце да одиш во пеколот, во неугаслив оган. Ако твојата нога те наведува, отсечи ја. Подобро е за тебе да влезеш во животот сакат, отколку со двете нозе да бидеш фрлен во пеколот. Ако мора да се пресече раката или ногата, или дури да се извади окото за телото да се спаси од смртта, колку дури сесредно христијанинот мора да се труди да го отфрли гревот што и носи смрт на душата. И кога се продолжувале на толку строга дисциплина и самооткажување над преварувачите во Стара Грција или во старите трки, дори ни тогаш не биле сосем сигурни во победа. Не е таков случајот на христијанската борба. Ниеден од оние што ќе ги прифатат поставените услови нема да биде разочаран на крајот од трката. Нито еден кој сесредно и истрено се бори нема да доживее неуспех. Овде трката не ја добива само најбрзиот, ниту битката само најсилниот. Најслабиот меѓу светите може да носи венец на бесмртна слава, исто како и најсилниот. Победа може да извојуваат сите кои со силата на божествената милост својот живот ќе го сообразат со Христовата волја. Еве овде Павле прави една паралела, почитувани гледачи, со тркач кој трчи да добие венец. Тој венец знаеме ќаовене, што го добивале тркачите на Олимписките игри. Меѓутоа и ние трчиме во една екипна
трка кон небесното царство. Секој од нас ќе добие венец на правдата, вели апостол Павле. Тркачите само тројцата добиват и денеска, знаеме спортистите кога се надпреваруваат првиот, вториот и третиот добиват награда, а останатите скоро ништо. Меѓутоа, овде вели апостол Павле да одиме и да ја трчиме трката која ни е поставена пред нас, а тоа е да го достигнеме вечниот живот. Секако ние на таа трка не можеме сами да обстојуваме, зашто има непријател сатаната кој не сплеткува, на разни начини ни поставува сопки, но Христос ветува дека тој ќе биде со нас како наш небесен тренер, кој ќе ни помогне во таа трка да издржиме, без разлика низ какви пречки се ќе поминеме. Овде апостол Павле прави една паралела со символични работи, ги укажува како еден човек кога ногата, например, ќе му заболи, лекарите ја отсекуваат за да се спаси целото тело. Овде пишува дека подобро човек да влезе во спасение во рајот со една нога или со една рака. Тоа е една символика, бидејќи кога Исус ќе дојде, сите наши екстремитети кои ни се отстраните за време на животот, човекот ќе воскресне во бесмртно тело и ќе биде совршен пред очите Господови, но наше е да издржиме. Овде вели најслабиот меѓу светите може да носи венец на бесмртна слава, исто како и најсилниот. Победа може да извојуваат сите кои со силата на божествената милост својот живот ќе го сообразат со Христовата волја. Нека навистина и денеска Господ не води, не чува, а ние да отвориме својата душа, односно своето срце, своите мисли, да му дозволиме на Бога тој да управува со нашиот живот. Одиме сега со песна, а потоа повторно се враќаме во живо во нашата програма. Само сум човек од помисла, Боже, откри ми колку вредам јас во очите Твои. Патник сум само во овој свет. О Боже мој, помогни ми Ти од ден во ден. Од ден во ден, Исусе, те молам, научи ме Ти, за да можам да исполнам се само за Тебе. Вчера помина, Исусе, утре дали ке дојде не знам. И те молам јас, Исусе мој, Ти сила ми дај. Покажи ми скали по кои ке одам, да би стигнал јас, Исусе мој, во небесен дом. Патот за в небо, дај ми го Ти, мој Исусе, Ти води ме до победа. Од ден во ден, Исусе, те молам, научи ме Ти, за да можам да исполнам се само за Тебе. Вчера помина, Исусе, утре дали ке дојде не знам. И те молам јас, Исусе мој, Ти сила ми дај. И те молам јас, Исусе мој, Ти сила ми дај. Еве неповторно назад во нашата емисија, почитувани гледачи, емисија која се имитува
секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути на Facebook страната на Радио Глас на надежта од Кавадарци. Посебен поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте во нашата програма и ја следите во живо. Бидејќи уште 2 дена имаме до нова година, почитувани гледачи, ние како редакција приготвивме календар за сите вас кои сакате да имате новогодишен календар. Затоа, еве, за кој секунда од режија ќе ни ја пуштат сликата, да го видиме календарот. И сите вие кои сакате да имате новогодишен убав календар, пишете ни, јавите се во нашата редакција, ние ќе ви доставиме по пошта или нашите соработници ќе ви го достават до вашата домашна адреса. Значи, календар новогодишен за 2022 година. Календарот денес ќе го добиеме и ќе го имаме овде во нашето студио и ќе биде поделен на сите вас кои ќе изразите желба да го имате овој новогодишен календар. Продолжуваме со нашата програма, почитувани пријатели, драги гледачи. Зборуваме сега за молитвата. Секој утро одвојуваме неколку минути да размислуваме за значењето, за вредноста на молитвата. Без молитва еден христијанин не може да живее. Тој е како еден автомобил, има мотор, но нема гориво, нема бензин, тој автомобил не е за употреба. Така да ние не можеме да обстојуваме, да живееме ако не ја користиме молитвата како средство за комуницирање со Бога. Молитвата, веќе кажавме како дефиниција, е разговор со Бога. Тоа е шепот на нашето срце, на нашите мисли, кои ги патуваме кон Господ. Тоа е бежична комуникација со Господа. Го следиме животот и работата на господинот Роже Монро во неговата книга Неверојатни одговори на молитвата. Веќе неколку пати спомнавме дека тој човек е човек на молитва, човек кој имал и посреднички молитви, стотици луѓе ги имал на својот список за кој постојано секојдневно се молил. Ако се сеќавате вчера, почитувани гледачи, во вчерашната емисија зборувавме и читавме за момчето, за човекот по име Роберт, кој се одел на алкохол, на дрога и на други пороци, на рок песни слушал, си направил такво студио како да се наоѓа на некој концерт, едноставно уживал. Меѓутоа, во еден миг почнале некои чудни надприродни работи да се случуваат во неговиот дом. Но претходно Роже имал контакт со него и тој го ставил на својот молитвен список. И секој ден постојано Роже се молил за ова момче. И еден ден во посета му дошол на Роберт неговиот пријател Хенри да побара некој алат за да заврши некоја работа. Тој држал чаша во рака со пиво и му ставил и на својот пријател кој му дошол во посета исто така пиво. И му се пожелил дека пивото негово е неверојатно горчливо, нешто се случува со неговиот омилен пиелок. Во чашата го историв пивото, од последната лиминка и му ја подадов. Хенри, како ти изгледа пивото? Хенри го проба и рече дека е одлично. Му реков дека тоа што јас го пробав не е толку добро. И сега тука застанавме вчера, се сеќавате, сега ќе продолжиме да видиме што понатаму се случува. Во разговорот ми ги раскажа дополнителните детали за тоа случување, јас бев импресиониран од тоа што го кажа. Значи сега Роже има контакт со Роберт и тој се исповеда, односно му ги кажува своите проблеми, посебно со неговиот омилен пиелок со пивото. Неколку дена по случката со пивото за малку ќе го загубев животот. Беше околу 8 часот на вечер, еден ден во ноември, додека возев низ Ридот. Паѓаше слаб дожд, па површината на патот почна наместо да замрзнува. Го забави возењето на околу 50 км на час, кога наеднаш на патот излегоа 4 елени. Долгите светла ги збунија, па тие стоја среде патот. Веднаш ги притиснав со пирачките, автомобилот почна да се лизга како плочка на стаклен стол. Се вртеше, не удирајки во банкината покрај патот, се до врвот на Ридот. По првото вртење видов дека елените ги нема, но автомобилот не можеше да застане. Дури по 100 метри патот беше повторно рамен и возилото, исправајки се, продолжи да се движи по брдото се до банкината на работот патот. Откако се прибрав, преку заштитната ограда го погледнав осветлениот простор и јас догледав провалијата длабока 40 метри. Кога го запрашав
koja misla mu pominala niz glavata, kога vidjel deka je spasen, odgovori: Имав чувство дека нечи молитви се услишени. Тоа исто така ме охрабри да се вратам кај Бога, бидејќи сватив дека Бог не ме отфрлил, иако јас си отидов од Него. Тогаш се фатив себе си како ја одмерувам реалноста на овој и на вечниот живот. Упорно се трудев да се вратам на правиот пат. Дрогата врз мене имаше силно влијание и знаев дека сам не можам да ја победам. Но одлучив за сето тоа да поразговарам со Исус и да го следам патот по кој ќе ме води. И тој ме водеше. Денес сум повторно слободен човек, бидејќи се победив себе си, гревот и светот. Животната приказна на Роберт ме охрабри во службата на молитвата и ми помогна уште поцелосно да го постигнам оно што долго го барав, односно непоматената доверба во својот небесен татко и силата на неговиот свети дух. Гледате, почитувани пријатели, што се случило со Роберт. После сатаната му приредил уште едно изненадување. Сакал да го убие кога неговата кола наишла на мраз на патот и се лизгала толку метри, но сепак и ове елени, ове животни кои му излиле на патот го попречиле, но Господ ставил рака и го сочувал. Тој, како што самиот изјавува, имав чувство дека нечии молитви се услишени. Очигледно, Роберт бил на списокот на молители на самиот Роже Монро, кој се молил и за ова момче, и Бог му помогнал повторно да се врати назад во неговите преградки. Затоа, почитувани гледачи, да се молиме ние, да користиме молитвата во нашиот живот. Може да кажам дека нешто слично јас доживеав кога бевме со колеги на пат за Белград пред неколку години. Тргнавме од Скопје на петорица, 5 мина во автомобил, некаде кај 4 сато тргнавме од Скопје, зашто требаше некаде кај 9 часот веќе да бидеме во Белград на состанок. Меѓутоа беше зимско време и некаде кај Владичи хан, колегата кој возеше, го поминувавме Владичи хан, не возеше брзо, некаде 50-60 км на час, но одеднаш колата се лизна, односно почнавме да се лизгаме. Немаше снег, меѓутоа беше некако голомразица, утро, патот беше подмрзнат и ние се свртивме за 180 степени. Тој изгуби контрола веќе над колата, едноставно таа се лизгаше, се свртивме наопачки и десно полека со задниот дел колата се лизна и паднавме овде во нива. Може имаше 2-3 метра во долнина, таа нива беше посејана со пшеница. Меѓутоа, некои од колегите дури спија, дремеа во колата, јас бев буден, бидејќи седев напред до совозачот. Меѓутоа, едно такво чувство, кога колата почна да паѓа надолу, не ударивме со туп некој удар, да доживеме некои повреди, меѓутоа колата така се лизна, како некој со рака да ја држеше и се потпре над задниот дел. Ние излеговме од колата, не беше никој повреден, меѓутоа дојдо патарите, кои тек сега дојдоа да фрлат песок и ризла и сол, но ние веќе бевме долу во нивата, што се вели. Излеговме сите живи и здрави, дојде камион, ја шлепаше колата, ја извадовме, меѓутоа немаше никакви повреди ни самата кола, освен малко беше свиткан браникот позади и ауспухот. Ја запаливме колата и повторно продолживме за Белград, стигнавме скоро на време на состанокот. Тоа беше исто за нас едно големо Божје чудо. Можевме да одиме на левата страна кај што беше пругата, а долу неколку десетици метри провалија. Значи Бог може и секогаш може да не спаси, но ние потребно од наша страна да му веруваме, да го побараме и тој ќе стави рака според неговата волја, според неговата милост. Еве, почитувани пријатели, го проследивме искуството на овој човек, на Роберт, кој навистина доживел едно преобратување. Бил кај Бога во младоста, потоа се одел на алкохолна дрога, но еве, гледаме колку е вредна и важна молитвата во христијанскиот живот.
Одиме сега да го проследиме искуството на една наша девојка која го напишала своето искуство како го запознав Бога. Значи во наредните минути, почитувани пријатели, ќе слушнеме искуство на една девојка од Скопје која се вика Катерина. На 21 година вели го запознав Господа. Меѓутоа таа го опишува и својот детски живот, како и на кој начин живеала, каде живеала со своите родители и така натаму. Значи, се викам Катерина од Скопје и имам 21 година, студирам на Природно-математичкиот факултет при Институтот за биологија. Од секогаш таа вели дека за себе, откако е свесна за себе, верува во Бога. Ги слушала тие изрази од своите стари, дедо Боже, Господ ке те казни и така натаму. Знаете, тоа се изреки кои постарите ги употребуваат во својот живот. Почнав да размислувам за нив, се прашував што тие значат. Бидејќи ностоп ме посматра кога ќе излезам, знам дека кога и да направам нешто лошо ќе се растаже, а кога ќе направам нешто добро, таа е радосна. Се мисли на мајка и која едноставно многу е сакала Катерина. Меѓутоа, како дете таа менувала разни места на живење со своите родители, дури во еден миг таа отишла и во дом. Била згрижена во дом, односно во семејства за згрижување на бездомни деца, односно деца без родители. Иако таа имала родители, но очигледно била некој време и во такви домови. Од хуманитарната организација Мајка Тереза во Кисела вода земавме храна секој месец и кога слушнав од мајка ми дека тие организираат седмично дружење за нас, младите, од 11 до 16 јуни, јас се израдував. Нашите родители не носија секој ден таму и не враќаа дома. Значи, тие биле таму како дневен престој, децата оделе таму, се играле и така натаму. Кога појдов таму, се најдов во голема куќа, едновремено и дом за изгрижување на деца од различни статуси. Се запознавме ние децата, ги запознавме католичките сестри, почнавме да се дружиме, пеевме песни за Бога, се молевме неколку пати во текот на целиот ден, правевме креативни изработки, игравме игри, глумевме, се смеевме, многу ни беше убаво. Тука научив нови работи, да се молам 6 пати на Бога и така натаму. Дека Божите ангели биле облечени во светло-бела облека, а демоните во темно-црна, научив песни, меѓу кои популарната «Ке ти дадам слава», тоа е наслов на една песна. Останав плюс 2 дена кај нив да спијам од оправдани причини. Тогаш ги научив и нивните обичаи, молитва наутро, сите собрани во круг, еден ја кажува молитвата, молитва пред појадување и така натаму. И сега овде надолго, на широко Катерина ги опишува тие своји доживувања, кога за прв пат на големо го спознава или го дознава името Господово и што значи да му се служи на Господа. Имав околу 7-8 години, беше летен период, татко ми ме праша дали сакам да дојдам со него на гости кај еден негов пријател, нагласувајќи ми дека тој човек чита Библија. Со задоволство му реков да, ќе дојдам и тргнавме со моторот на кај Волково, каде што живееше тој човек. Кога стигнавме кај него, видов дека беше гостопримлив и културен. Тројца разговаравме за општи работи и човекот сакаше да ни ја каже неговата предавална. Таа предавална се наоѓаше во дворот на неговата куќа. Пред тоа била гаража за возила, сега ја направил како училница предавална. Покажувајќи као неја ни зборуваше, ова е мојата училница каде што држам бесплатни часови по веронаука на секој оној што сака да дојде. Во училницата имаше столчиња и табла, изгледаше убаво. Потоа се обрати кон мене и почна да раскажува како Бог го создал светот користејќи при тоа поетски, лирски описи, полни со уметност, изразени со многу восвит. Јас го слушав и се водушевував на Божите дела. Го разбирав тоа што ми го кажуваш и веднаш поверував. Ми даде нов завет, мал формат за да го читам. Сега ќе прескокнеме неколку пасуси, бидејќи, како што спомнав, таа на широко го објаснува своето доживување и сега поднаслов како станав адвентист. Кога имав 11,5 години, се пресели во друг дел од градот. Таму живееше една жена која беше многу
која беше моја згрижувачка. Соседката на згрижувачката е многу добра жена која познавав и порано, односно пред да се доселам. Бевме како другарки, јас и кажував се. Таа ми даваше совети, како што течеше разговорот во еден момент и реков дека силно верувам во Бога и во Исуса Христа. Тогаш носев сребрено ланче со крст и кажував како ги држев празниците, како ги бакнував иконите и палев свеки, се молам за здравје, среќа и љубов, тогаш сум исполнета и како ја чувствував моќта на тоа што го правев, дека ми е убаво и дека знам дека е правилно. И кога ќе заборавам и почнам нешто да работам на денот на некој празник, тогаш чувствувам длабока вина и кајање и му се молам на Бога да ми прости. Но на овие зборови таа ми возврати, значи жената, комшивката, кај што била згрижена ова Катерина и кажува сега и возвраќа на ова неизино размислување и кажува: немој да веруваш и бакнуваш икони, тие се идоли, свеките не ти дават среќа, здравје и љубов, не го осветлуват патот на живите, ниту им го осветлуват патот на починатите, како што веруваат многумина. И те молам, не оди во таа црква затоа што тие не ја читат Библијата и го прекршуваат законот. Јас се зачудив, очекував дека ќе се израдува на мојата вера и на моето практикување на тие дела. Ми објаснуваше подетално околу тоа, јас се обидував да сватам што ми зборува. Потом ми рече да дојдам со неа во адвентистичка црква каде што оди таа, да видам како е таму, а мојата одлука е сепак моја. Се согласив. Кога отидов во адвентистичката црква, со чудење го гледав низиниот интериер и искрено мене не ми личеше на црква. Немаше внатре слики, немаше икони, само клупи, говорница и така натаму. Се запознав со луѓето во неа и со децата, а доаѓа и нови лица со кои се запознав. И така почнав да верувам, да прифаќам се што ќе ми каже како мислење или искуство. Почнав да го читам Стариот и Новиот Завет на Библијата. И сега продолжила Катерина да ја посетува адвентистичката црква во Влае, во Скопје, со низината соседка, односно пријателка. И сега додиме при крајот на низиното искуство. Запознав еден друг пастор кој токушто дипломирал и сакаше да му служи на Бога во нашата местна црква. Цел живот се соочувавме со тешки искушенија, но минатата се мисли на 2016 и 2017 година имав интензивни искушенија, испади, стресови и депресии. Не можев да излезам од тој пекол, сега раскажува Катерина како полнолетна девојка за своите неволи и искушенија во својот живот. Изгубив навика да читам Библија или толковач на Библијата. Се молев на Бога да ми помогне во тоа, но не добив одговор. Значи имала сега криза, се одвоила од Бога, но тие искушенија притиснале да таа повторно се враќа кај Бога. Си реков, мора нешто да направам за да се навикам да ја читам Библијата, иако не толку важно да одам во црква. Му се јавив на пасторот дали може да почнеме да ги проучуваме основните библиски вистини, а тој со радост и благослов прифати. Како што проучувавме заедно и длабоко ги откопувавме библиските вистини, мене ми стануваше се појасно и појасно и ми даваше одговори на претходните прашања и на идните што следија. Се молев на Бога да ми го покаже вистинскиот пат, зашто одлуката дали правилно му служам на Бога или не стана многу важна за мене, за мојот вечен живот. Сега, како возрастна девојка, почнува длабоко да размислува за Бога и со овој млад пастор почнале да ја систематски изучуваат Библијата. Јас постојно размислував и се прашував што да правам, што е правилно. Во мене имаше нешто што ме кочеше и не ми дозволуваше, нешто што ми велеше прво да истражам поубаво, па да одлучам каде да се крстам. Јас секој ден се мачев со тие мисли, бев заробена во тие синџири на сатаната. Откако детално ги поминавме лекциите со пасторот, јас се уште не можев да ја прифатам саботата, бидејќи имав притисок од две страни. Впрочем, немав постојан и толку голем притисок од луѓето како што имав од сатаната, борба со самата себе. И конечно ја прифатив саботата, но тој глас се уште ми велеше: немој, Катерина, немој. Една пријателка на загрижувачката е член на друга христијанска деноминација. Кога и кажав дека сакам да се крстам во адвентистичката црква, веднаш почна да ме напаѓа со зборовите дека адвентистите се вакви и онакви.
trebalo prvo da sum istražuvala, pa potom da odlučam, ja si se sprotistavив deka ne je dobro taka da zborova bez da gi zapozne podobro adventistite, iako porano odela v adventistička crkva, dodeka istražuvala i deka veke sum rešena i ne sakam nikoj da mi se meša vo mojot izbor. Ženata mi se naluti i mi je spušti slušalkata i potom nikogaš poveke ne mi se javi. Meni me kopka nizinite zborovi i samo što za malku ne me predumisli. I kažav na mojeta prva bratučetka deka rešiv da se krstam i gota mi reče, a da razmisliš? Ja si odgovoriv, veke je razmisleno, nema što poveke da razmisluvam. I сега понатаму, уште подлабоко почнала да ги проучува основните вистини на Библијата и Катерина донела одлука да се крсти, да направи завет со Господа. Деновите ги поминував во истражување и проучување, но на главните вистини. Најдов меѓутоа дека тие церемонии и обичаи ги претикувале евреите во тогашно време и така го истерував ѓаволот од мене преку Исусовото име. Се уште имала напади од сатаната да ја одврти од тој важен чекор на крштевање. И тогаш ме обле убаво чувство и сватив дека адвентистичката црква е единствената црква што го држи Божиот закон и не ги занемарува стиховите каде што пишува дека нема да се спасиме само делата. Верата без дела е мртва и делата без вера се мртви. Не се заслужува спасение, туку се добива преку Божјата благодат. Му кажав на пасторот дека сум решена и срекна што ќе се крстам во адвентистичка црква. Сите мои браќи и сестри беа радосни и срекни за тој ден и воедно и целата вселена. Сватив дека постои вистинска црква, само треба да ја пронајдеш. Еве, почитувани пријатели, драги гледачи, ова беше искуството, лично искуство, е многу долго и на широко таа го опишува на Катерина, но јас ви пренесов колку што можев подетално да ја сватите суштината на искуството на Катерина и низиното обраќање кон Бога и правење на оној важен чекор на крштевање. Одеме сега со песна, почитувани гледачи, а потоа повторно ќе се вратиме во живо во нашата програма. Zagrljaj svoj i povedi svojom stazom mira, čista srca k tebi ja ću doć, Bože moj, Bože moj. S tvojom rukom na ramenu svom, teška mora ja ću lakše prijeći, mojoj duši podaj blagoslov, Bože moj, Bože moj. Mojoj duši podaj blagoslov, Bože moj, Bože moj. Moje suze vidiš samo ti, sa mnom kad napuste me svi, svjetlost moja, utjeha kroz noć, ti ne ostavljaj me, Bože moj. Moje suze vidi samo ti, tu si sa mnom kad napuste me svi, svjetlost moja, kroz noć, ti ne ostavljaj me, Bože moj, Bože moj. Kada zadnji ja napravim krug i kad dođem pred kraljestvo tvoje, moja duša mir će naći svoj, Bože moj, Bože moj. Moja duša mir će naći svoj, Bože moj, Bože moj.
suze vidiš samo ti. Tu si sa mnom kad napuste me svi. Svjetlost moja, utjeha kroz noć. Ti ne ostavljaj me, Bože moj. Moje suze vidiš samo ti. Tu si sa mnom kad napuste me svi. Svjetlost moja, utjeha kroz noć. Ti ne ostavljaj me, Bože moj, Bože moj. S tvojom rukom na ramenu svom, teška mora ja ću lakše prijeći. Mojoj duši podaj blagoslov, Bože moj, Bože moj. Mojoj duši podaj blagoslov, Bože moj, Bože moj, Bože moj. Evo nepovtorno nazad uživo v našата емисија, почитувани гледачи. Поздрав за сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите нашата утринска програма на радио Глас на надежта. Секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Дојдовме до рубриката за здрави рецепти. Ово утро приготвивме 5 здрави рецепти. Драги пријателки, земите ги вашите пенкала или што како пишувате и може да ги снимете или да ги запишете овие предлози за здрава исхрана. Многу се корисни и верувам дека ќе ви бидат употребливи во вашата секојдневна исхрана. Прво имаме паштета од сончогледово семе. Многу е ефтино, но корисно и здраво. Значи паштета како да направите од сончогледово семе. Потребно е 200 грама сончоглед лупен. Го има во Кам и во останатите маркети, не е така скап, но може да го набавите. Значи 200 грама сончоглед лупен. Малку топла вода. Сок од половина лимон. Ки седите, значи сок од лимон. Чешне лук, едно парченце лук, морска сол, маслиново масло. Како тоа да го подготвите? Прво, сончогледот се меле во прав и се става во блендер. Значи го мелите во блендер. Се дотура вода за да биде кремасто. Потоа истолчениот лук, лимоновиот сок и едно лајце или лажица маслиново масло. Се микса додека не се соедини целата смеса и не стане како паштета. Гледате колку едноставно, но ќе видите колку е вкусно, колку е здраво и корисно. Значи, рековме паштета од сончогледово семе. Сега паштета од леблебија или слануток. Знаете, леблебија исто така имаме во доволно количини на нашите пазари. Потребно е 100 грама леблебија, слануток, сок од половина лимон, 2 чешни лук, 20 грама сусам и морска сол. Понатаму, сето тоа го подготвувате на следниот начин. Секако додавате 2 лажици маслиново масло. Сланутокот да се потопи преку вода, односно во вода се става, а утредента се вари. Значи, преку ноќта ставите го сланутокот или леблебијата во вода, таа да набабри и ќе биде многу профета и мека. Потоа се вари. Потоа се смели, значи во кашеста смеса, сусамот да се сомеле во прав, претходно лесно потпечен и да се додаде на сланутокот. Да се истолчи лукот, па се додава сол, масло и лимоновиот сок. Се микса во блендер, додека не се добие глатка смеса. Ако е потребно, се додава малку вода во која се варил сланутокот. По желба на крај може да се додаде една лажица ајвар. Се служи со интегрален леп. Навистина вкусно. Сега да видиме здрав појадок. Потребно е половина литар вода,
2 лажици просо, 2 лажици мешани житарки, може да бидат овес, јечман или пшеница, 2 лажици суво грозје, 1 јаболко, 1 банана, 2-3 ореви и бадими. Како тоа се подготвува? Ставите го просото и житарките во вода да зоврие неколку минути, да стои настрана околу 20 минути поклопено, за да ја упие целата вода и да набабри. Му се тура и суво грозје. Пред да се служи, се сецка бананата, јаболкото и јаткастите плодови. И еве имаме уште еден предлог, леп од интегрално брашно. Знам дека вие домакинки правите леп, но некои секако и купуваме од продавница, но знам дека доста луѓе си прават домашен леп, посебно сега во зимскиот период. Но ова е леп од интегрално брашно. Еве го нашиот предлог за ова утро. Потребно е 4 чаши топла вода, 2 лажици сув квасец, 1 лажице морска сол, 10 чаши интегрално брашно. Квасецот се меша со брашното, се додава солта и топлата вода и се меси во глатко тесто. Нека кисне 1 час, па се прават 2 лепчиња. Нека стојат во подмачкан плех додека скиснат. Се пече на 20 степени првите 20 минути, а 40 минути се на 150 степени. Еве, почитувани гледачи, тоа беше нашиот предлог, рецепти за ова утро. Може би ќе ги употребите во текот на овие новогодишни празници за нова година или некои кои го слават Божик, имате може би повеќе слободно време и да ги употребите. Одиме сега на нашата последна рубрика, а тоа е зборуваме за исчезнатите градови, цивилизација, односно археологијата ја потврдува Библијата. Читам одломци и сечуци од убавата книга на професорот Драго Обрадовиќ. Тој напишал повеќе книги, почитувани гледачи. Сега се користам со книгата која носи наслов Археологијата и Библијата. Разбирање на Библијата преку археолошките пронајдоци. Денеска ќе проследиме тема која носи наслов Како сме ја добиле Библијата. Библијата е книга над книгите и сите вие кои сакате да имате Библија бесплатно, почитувани гледачи, можеме да ви набавиме, односно да ви подариме. Доволно е само да ги напишете вашите податоци, дадете ги во нашата редакција, ние ќе ви испратиме на домашна адреса бесплатно Свето писмо на македонски јазик, Стари и Нови Завет. Исто така имаме и детски библии, односно илустрирани. Веќе во наредните емисии ќе ви ги покажеме и сите ви кои сакате да имате за вашите деца, значи детска Библија, може да ја добиете. Како сме ја добиле Библијата? Значи, сакате да ја читате Библијата. Знаете ли од каде ни доаѓа таа? Зошто Библијата содржи 66, а не 83 или 102 книги? Зошто римокатоличкиот Стар Завет има 7, а православниот 11 книги повеќе од протестантските или од еврејските изданија? Развојот на Библијата бил процес во 2 чекора. Прво, Бог на своите пророци им објавил пораки за својот народ. Некои од тие вести се запишени како писма, други како закони, поезија, историја или како виденија за иднината. Таа вдахновените списи, како што забележува апостол Павле, може да те направат мудар за спасение и корисни за карање, поправање, поучување во праведност, за да биде Божиот човек усовршен и совршено подготвен за секое добро дело. Како што гледаме вдахновените списи што ги наоѓаме во Библијата, на Божиот народ му се дадени како секојдневен водич, но како различните пророчки списи станале Библија, тоа прашање не води кон вториот чекор во процесот, настанокот на еврејската Библија. Библијата не кажува како е составена, но знаеме дека во Исусово време израелскиот народ имал Таханак, а христијаните го нарекуваат Стар Завет. Исус јасно зборува за таа збирка на свети списи. На своите следбеници им рекол дека за него може да дознат проучувајќи ги законот, пророците и псалмите. И може да читаме во книгата на Евангелистот Лука 24 глава 44 стих. Јудејскиот историчар Јосиф Флавије, современик на апостол Павле, зборувал за истата
trodelna збирка на светите писма, кога пишувал дека јудејците имаат само 21 книга кои содржат извештаи за минатите времења. Се верува дека тие имаат божествено потекло и 5 од нив му се припишуваат на Мојсеј. Содржат закони и преданија за настанокот на човештвото до неговата смрт. Преостанатите 4 книги содржале славопои посветени на Бога и прописи за однесување на човекот. Поделбата на Библијата на 3 дела што ги споменува Исус и Јосиф Флавије се уште ја сочинуваат основната поделба на еврејската Библија, а тоа е Тора, законот, значи 5 книги Мојсееви, пророци и списи. А 22 книги на Јосиф Флавије содржат наполно истата граѓа која ги сочинува 39 старозаветни книги во протестантската Библија. Значи, во Библијата која ние користиме има 66 книги, 39 во Стариот Завет и 27 книги во Новиот Завет. Стариот Завет и еврејската Библија се разликуваат по начинот како се бројат книгите. Например, во еврејската Библија 12 мали пророци се бројат како една книга, а прва, втора, трета и четврта царства, прва и втора книга летописи, Ездра и Немија се бројат засебно. Рута и тажанките се поврзани со книгата на Судиите, односно на Еремија. Евреите кои живеле кон крајот на првиот век имали други книги што ги сметале за значајни, но не ги вбројувале во службената збирка на вдахновените библиски списи. За тие книги Јосиф Флавије пишува: нашата историја е пишувана по Артаксеркса, но нејзе не е придаван ист авторитет како на историјата на нашите предци, зашто тоа време имало точен наследен ред на пророците. Небиблиските списи станале познати како апокрифи. Ке се осврнеме на нив, но прво треба да го проучиме и утврдиме настанокот на Новиот Завет. Како настанал Новиот Завет, за тоа ќе слушнеме утре во нашата утрешна утринска програма. Еве, почитувани гледачи, ми беше задоволство што можевме и денес да се дружиме. Пред да се одјавам, би сакал уште еднаш да ја рекламирам дописната библиска школа. Всушност тоа е електронска дописна школа. Значи, сите вие кои сакате по онлайн да се допишувате, да истражувате Библијата, можете тоа да го сторите. За кој ми ќе имаме и рекламата, ќе слушате малце поопширно, но доволно да ги исчукате овие зборови. Библијата зборува.мк, значи на веб страница ќе влезете и внатре има појаснување како и на кој начин да се зачлените, да во домашна атмосфера ги проучувате овие 8 прекрасни подрачја на дописната библиска школа преку онлайн, значи на електронски начин, во домашна атмосфера. Нема потреба да одите во пошта, нема потреба да праќате писма, едноставно ги следите овие чекори кои овде се назначени. Значи, имаме прекрасна дописна школа за вас, почитувани пријатели. На крајот сакам да се одјавам, да ви посакам убав ден, бидете одговорни, чувајте се, нека Господ не чува и денеска, нека не благослови и се гледаме утре повторно во 8 часот и 30 минути. Одеме сега со рекламата и со тоа се одјавуваме пријатно. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.